Денес е светскиот ден на луѓето со Даунов синдром, а прв пат е обележан во Сингапур во 2006 година. Причината што е одбран токму овој ден е символиката на броевите во датумот. Нима настанува збор за генетско нарушување кој е резултат на вишок хромозом, кој настанува во моментот на зачнување на детето. Со цел да им се даде посебно внимание на децата со Даунов синдром, во детскиот културен центар Карпош денеска се одржа манифестација збогатена со многу музика, на која беше објавено дека се подготвува првиот центар за Даунов синдром во Македонија. Со официјални детали ќе се излезе наскоро, со што јавноста ќе биде информирана за каков центар и активности се работи. Децата со Даунов синдром во придружба на своите мајки и баби десетина дена редовно го посетуваа детскиот културен центар, каде што се одржуваа пробите за денешниот нивен настап. Пробите ги водеше менторката Сара Кочан од танцовото студио Dancers United, каде што групата на лица со Даунов синдром редовно вежба и освојува награди на меѓународни надпревари. Dancers United веќе 5 години имаме група на лица со Даунов синдром. Пред 5,5 години почнавме аматерски. Сега веќе групата е број 10 до 12 членови активни. И истата група се надпреварува на европско и светско ниво. Минатата година они ги освоија европските титули и светските титули во танци, хип-хоп танци и шоу-денс танци. Продолжуваме со нив да работиме. Дополнително Dancers United, иако е танцова школа каде што имаме латино, хип-хоп, балет, фитнес, ние пробуваме овие лица да ги инклузираме во редовните програми и скоро секоја друга група со типичен развој има и некоја точка со лицата со Даунов синдром. Значи не е само посебна група, туку пробуваме да ги инклузираме во сите останати. Без поддршката на родителите, овие деца не би можела да се вклупат во општеството. За разлика од останатите со типичен развој, нив е многу потешко да ги научите сами да се облечат, да јадат или самостојно да отидат во продавница. Денеска ја прашавме мајката на Кристијан, дете со Даунов синдром, како се справува со животот кој го одредила судбината. Да кажам првен дека да споредам со пред 20 на години и сега, многу е подобро, затоа што веќе нашето општество се запознава со лицата со Даунов синдром, дека можат да учат, да работат и да живеат самостално, ама сепак има и некои проблеми на кои што се сопнуваме ние родителите. Така, со кои потешкоти се справувате и што е она што би сакале да се промени на подобро? Потешкоти има во основното училиште, прифаќање на наставниците на овие деца, на децата, на родителите на здравите деца, да ги прифатат нашите деца со Даунов синдром, дека не се агресивни, дека се мирни, сакаат да си играат, сакаат да живеат со другите деца и сакаат многу работи како што сакаат и другите деца. Кога завршив ПАО основно, од 2006 до 2013, па средно, до 2017. Што учиш на средна школа? За хортикултура. Така, а сега што правиш? Дали работиш нешто? Сега сум на смерот библиотекарство на педагошкиот факултет. Од втора година, од четврт семестар. Така. И какви се твоите амбиции по завршувањето на активностите на студирање? Активностите се подобри, оди на супер се совладува материјалот за учење со без потешкоти. Во средниот век, за лицата со Даунов синдром велеле дека се ангели, а токму така изгледа и денеска. Ни кажеш ли ти, Илина, колку време се подготвуваше за овој настап? За овој настап ние се спремавме една музика и игравме на една музика македонска. И за тоа сакам да ви кажам дека Македонија треба да биде поубава. Супер, а ке ми каже ли некој друг дали беше тешко да ги научите овие убави движења и овој танц? Не, беше интересно и забавно и пак би сакал со вакви луѓе да танцувам и понатаму во животот.
Може ли да ни кажете, еве, да речеме, или на кој оделение си ти и каде учиш? Јас одам во Јан Амоскомиски, сега сум 9 одделение. Колку време се спремавте за оваа игра? Дали беше интересно? Дали се дружевте убаво? Да, се дружевме многу, се премавме 4 недели. Според некои проценки, на секој 650 новородени деца се раѓа едно со Даунов синдром.